Денеска ја почнувам епизодата која што ја снимам на базен. Генерално сум против базени, посебно во лето кога ќе дојдете на одмор на море и замислите да треба да одите на базен. Ама во Малта да знаете дека најголем дел од базените се полни со морска вода. И нормално таа се пречистува постојано низ филтри, се става хлор и сите тие работи преку ноќта. Значи водата е чиста, но е морска, солена. Тоа е добро. Но ја да се вратам на темата која што е актуелна во изминативе неколку епизоди, а тоа е како да дојдете во Малта, а да ги немате оние проблеми со кои што генерално се најавени дека ќе се соочуваат многу луѓе и се соочуваат. Карантини, дозволи, писма од влада и така натаму. Што е реалната слика, а што е она законски пропишано? Бидете тука. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Multis. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started. Да, ова е тоа убаво време, таа убава околина која што ја живееме овдека на островот веќе постојано, за разлика од она што се случува во северниот дел од Западна Европа, оние проблеми со поплавите, срце ми се кини, не знам што би можел да кажам, сем дека навистина може да сочувствуваме и да го прифатиме тој момент, бидејќи на некој начин и самите сме виновни со тие глупости што ги правиме како цивилизацијски глупости и кои придонесуваме за овие климатски промени кои што очигледно дека ќе бидат се полоши. Само 1 степен покачување на температурата во текот на годината влие
на ваквите климатски промени. Но тоа е друга тема. Јас да се вратам на темата како да дојдете во Малта. Изминативе 7 дена од последната епизода, која што беше враќање од Македонија во Малта, се случија многу промени. Имаше најави за нови рестрикции, за нови барања, нови дозволи, па сето тоа беше под удар на Брисел, па малку ги промени малтешката влада и сега ситуацијата е статус кво. Значи, ќе бидам јасен, ќе бидам многу прецизен и ќе ви објаснам две работи. Едната е законската регулатива, а другата е реалната слика. И третата е како практично вие може сето тоа да го функционирате во ваша корист секогаш. Тоа е примерно. И тука е моментот на постоење на нашиот епизод да ви помогнеме ако имате намера да дојдете тука. Значи, законската регулатива се состои во следното. Тој е многу прецизен, зборам на законот, и е валиден единствено ако биде објавен во службен вестник. Тука службениот вестник, она што во Македонија се вика службен вестник, се вика Гадзета. И законска регулатива е само таа што ќе е објавена во Гадзета. Значи не она што ќе го објави некое министерство или подминистерство или на нека пресконференција или некакво си толкување, уште помалку аеродром, страници некој, експат Малта и така натаму. Не. Законската регулатива е валидна единствено она што е објавена во Гадзета. Таму, буквално, до збор стои она што го објавивме и претходно. Дека има листа на земји од кои што може да се влезе во Малта и дека е потребен сертификат за вакцинација од тие. Не пишува ни валиден сертификат, не пишува ни сертификат од Европска Унија, Велика Британија, Индија и така натаму. Не, само пишува сертификат за вакцинација. Тоа е закон. Ситуацијата во реалноста е сосем друга. Аеродромот објавува еден протокол, страниците објавуваат друг протокол, министерот ќе излезе, ќе каже нешто сосем трето што не е според законската регулатива која што ја има објавено малтешката влада. Значи, она што е објавено официјално во Гадзета. А зошто е тоа така? 5, 4, 3, 2, 1. Start. Тоа е така поради тоа што претходно, кога беше објавено дека ќе биде потребна вакцина, ваква, невакцинираните не може да дојдат, ќе следува карантина и така натаму, се случи една голема дискриминација во однос на човековите права кој се може да дојде во Малта. И Малта што прави? Носи законска регулатива со што одговара на Брисел дека не ги прекршува човековите права и тоа го доставува во Брисел како одговор. Тоа е она што е објавено во Гадзета. И тоа е она што прави хаос. Но случувањата во реалноста се сосем други. На аеродром ви бараат сертификат кој што мора да е од Европска Унија, сертификат само за вакцините на Moderna, Pfizer и AstraZeneca, не може кинески, не може кубански и така натаму. Ако немате лична карта, ќе ви бараат писмо да побарате, никој не ви одговара, владата стои и така натаму и се случува оној хаос. Луѓето веќе не знаат како и на кој начин може да дојдат легално од третите земји, да кажеме, на одмор или да си ги поседат своите роднини пријатели. Таа дискрепанца од едниот до другиот закон, јас мислам, и тоа е лично моје мислење, е намерно направена. Од една страна, да се исполнат барањата што ги налага Брисел законски, бидејќи Брисел ги гледа законските регулативи. Брисел не оди по аеродромите и по Facebook страниците и да чита дали како што. Не, ги гледа законските регулативи и законските одговори официјални од државата што се доставени како одговор на она што беше потенцирано дека не е во ред. И тука завршува приказната. А случувањата кои што се во државата, тоа се сосем други. Од тие причини се случува ова што се случува во моментов и затоа е тој хаос во кој што има примери. Јас сум еден таков пример кој што бев во изминатата епизода, ви го прикажав, каде што имав пример да видам на сосем друг шалтер, различен од мојот, влезе човек без никаква
од бараната документација. Тоа се случува се уште. Влегуваат луѓе и со сертификат на нон-ЕУ, кој што Малта вели дека не го признава, барем на аеродромските сајтови, на оние другите, и што ги слушавме на пресконференциите, а генерално може да се влезе. Ако налетате на некој шалтер кој што, или полициска контрола на влез во аеродром, кој што ќе ви ги бара сите тие регулативи што тие така ги толкуваат, тогаш може да завршите и во карантин. Искрен да бидам. Се уште не сум чул за некој од нон-ЕУ Македонија, например, што дошол, а што бил во оној задолжителен карантин од 14 дена, каде што по ден се наплаќа по 100 евра без храна. Значи, тоа сето тоа го пишува, но се уште мислам дека, барем од оние кои што јас ги следам, нема таков пример. Иако заканите се дека ќе функционира. И функционира. Тие се преполни најмногу со студенти кои што ја зголемија бројката на ново заразени. Тоа е пак сосем друга приказна. А за таа приказна, веднаш по рекламите. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Малта од денеска функционира со новиот начин на вакцинирање, значи
Веќе можевте на социјалните мрежи да ги видите и редиците чекање за вакцинација, која што стартува од денеска, за сите оние кои што потребно е само да докажат на некој начин дека имаат регулирано присуство на островот. Значи, не мора да имате малтешка лична карта, може да покажете документ за платена струја, за подпишан договор за стан, бидејќи многу луѓе имаат и истечени лични карти. Некои имаат европски лични карти, па немаат потреба од малтешка лична карта и не се регистрирани во здравствениот систем. Значи, можете и буквално со договор од телефонскиот оператор да дојдете на ред и да застанете за вакцинација. Колоните се километарски од денеска и тоа е добро, бидејќи Малта важи за највакцинирана држава во светот. Точно така. Преку 80% се веќе вакцинирано население. Оние бројки што се зголемени во последно време се од студентите кои што доаѓаат за учење на странски јазици, значи тоа се странци и како што велат официјалните бројки, најголем дел од невакцинирани. Од тие причини Данска пред неколку дена најави една нова форма на броење на ковид заразените или ковид можностите во моментот, да не се бројат ново заразени, туку да се бројат исклучиво хоспитализирани. Знаете како ќе опадне таа бројка? Ќе биде страшно намалена и сега ова е мое мислење, ќе си дозволам да го кажам, тогаш многу од работите од бизнис протоколите на цела оваа пандемија ќе исчезнат. Во рамките на Европска унија се уште никој не го прифаќа ставот на Данска. Ајде да не ги броиме ново заразените, бидејќи многу е лесно, може да имате во носот вирус, да не сте заразени, немате никакви симптоми, едноставно сте го закачили тука останал, а вие ќе бидете прикажани како ново заразен, бројките скокаат, а всушност немате ништо. Едноставно тој живее меѓу нас. Кога има ситуација каде што државата ви возможила вакцина, ви возможила лекување, ви возможила можност полесно да ја пребродите болеста и можност да бидете сигурни дека нема да починете, тогаш мислам дека се во ова понатаму е само дел од некаков друг протокол со кој што ќе се соочиме. А бројката која што ја објавија денеска дека има нови 7 вируси, нови 7 сојови покрај овој последниот четвртиот делта, значи ќе биде бројка од 11 во следниот период, може само да очекуваме дека наскоро може пак ќе има протоколи за затварање, повторно ќе има полициски часови, повторно ќе има затворени аеродроми. Не дај Боже, не сакам ни да знам. Но тоа ќе биде нешто во една друга тема која што ќе го опфатиме. Сега за сега се задржуваме уште оваа епизода и следната, бидејќи тука некаде започнува и крајот на летото, како да дојдете во Малта. За следниот период, во наредниве 7 дена, ќе се потрудам да направам една релација во земја на Европска унија, да видам каква е ситуацијата од Европска унија да дојдете во Малта. Бидејќи голем дел од оние Third Country Nation, како што ги викаат тука и што се проблематични, меѓу кои спаѓа и Македонија, имаат еден принцип на доаѓање. Седат 14 дена во рамките на Европска унија, па подоцна од Европска унија доаѓаат во Малта. И за тоа има законска регулатива. И за тоа има друга форма на различно толкување од законската регулатива. Да го видиме тоа на лице место. Останете уште малце тука да го проследите out и in, а јас веднаш по завршување на оваа епизода стартувам на едно такво кратко патување, да видам како е тоа возможно, евентуално да може да го искористите во августовскиот период. И подоцна ќе видиме што ќе се случува. Бидете тука уште малку. Ride me
This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started.